Една од најпознатите титули кои што му се дадени на Бог во Светото писмо е она Господ е пастир мој, за кој што читаме во Псалм 23. Она што мора да го имаме на ум е дека, или е добро, полезно и корисно да го имаме на ум, е дека Господ е пастир мој. Не е сеопфатен опис на тоа кој е Господ или каков е Господ. Туку едноставно изјава со која што царот Давид сака да покаже како го доживува Господ на своја кожа. Го доживува онака како што овцата го доживува пастирот, односно така ја доживува неговата грижа, неговата љубов, неговата заштита. И во Псалм 23, кој што почнавме да го обработуваме предходниот пат и ќе го обработуваме следните неколку недели, она што Давид го прави е, прво започнува со таа позната изјава: Господ е пастир мој. И како и врз основа на таа изјава Господ е пастир мој, он заклучува во првиот стих од Псалм 23, вели: ништо нема да ми недостасува. И потоа, овој псалм се состои од 6 стихови, во вториот до 6 стих, тој на некој начин практично и доста сликовито опишува што значи тоа да го има Господ за свој пастир, или ако може да кажам што значи тоа ништо нема да ми недостасува. Ни дава конкретни примери за како Господ се грижи за него. Она што е исто така важно, што треба да го имаме на ум, додека размислуваме за овој старозаветен текст, е дека сите благослови за кои што царот Давид пишува во овој псалм, за Божиот спокој, за Божиот одмор, за Божиот мир, Божиото водство, заштита и се останато, се условени, буквално се условени од првите 4 зборови од овој псалм. А тие први 4 зборови се: Господ е пастир мој. Ако Давид не можеше искрено да ги исповеда тие зборови Господ е пастир мој, ако тие 4 зборови не беа опис на реалноста во неговото срце, во неговиот живот, тој немаше да може да каже ништо друго. Немаше да може да ги каже сите други благослови кои што ги набројува, дека Бог го благословува, го одмара, му дава спокој, го заштитува, го води, дека Божјата добрина го следи, дека Божјата милост го следи и така натаму. И тука сакам да воспоставиме една основа која што е многу важна, би рекол, не само во однос на Псалм 23, туку во однос на целото Свето писмо. А тоа е следнава, дека од една страна Божите благослови се резервирани за сите луѓе, или се не резервирани, се покажани, се прикажани кон сите луѓе. Затоа што во едно од евангелијата Господ Исус вели дека сонцето кое што Бог го создаде ги грее и добрите и лошите луѓе. И во теологијата тоа се нарекува некоја општа благодат, бидејќи сите луѓе во одредена смисла ги доживуваат Божите благослови. Арно, ама во Светото писмо има ветувања за Божјата заштита, за Божиот мир, за Божјата радост, за Божјата грижа и така натаму, и тие се благослови кои што се резервирани само за оние кои што живеат според Божите зборови. Значи, има некои благослови кои што Бог им ги дава на сите луѓе, како на пример животот. Ама има некои благослови кои што Бог ги има резервирано само за оние кои што ги читаат, ги разбираат и ги применуваат неговите зборови. Или во контекст на Псалм 23, кој што ќе го читаме сега наскоро, би го рекол следново: Божите благослови се резервирани за оние кои што не само што го исповедаат Господ како свој пастир, туку го слушаат, го препознаваат и се послушни на неговиот глас. Ќе почнеме со читање на Псалм 23. Имате Библии пред вас и ќе ве замолам да ги отворите. Таму се вели вака: Господ е пастир мој, ништо нема да ми недостасува. Тој ме одмара на зелени пасишта и ме води на тихи води. Ја закрепнува душата моја, ме води по патот на правдата заради името свое. Кога би тргнал и по долината на смртната сенка, нема да се исплашам од злото, зашто ти си со мене, твојот жезол и твојата палка ме успокојуваат. Си приготвил пред мене
трпеза пред очите на непријателите мои. Си ја помазал главата моја со миризливо масло и чашата моја се прелева. Само добрина и милост ќе ме придружуваат преку сите денови на мојот живот и јас ќе престојувам во домот Господов многу дни. Предпоставам го забележавте тоа. Давид опишува или дава изјава во однос на тоа како го доживува Господ и потоа на многу сликовит начин ни кажува еве што Господ прави за мене или еве како Господ се грижи за мене. И првиот благослов конкретен кој што го спомнува тука Давид вели тој ме одмора на зелени пасишта, на зелени пасишта. И знаете кога Давид вели Господ е пастир мој, тој индиректно вели за себе јас сум овца. Јас сум Господовата овца. А во овој стих, во вториот, ни представува една слика од овца која што, би рекол, задоволно си лежи на пасиште и дури како се да е таман во животот. Знаете, зборот кој што е преведен како ме одмара на наш јазик, тој еврејски збор се користи за животните во два контекста. Едниот е за животни кои што работат, кои што по дома се користат за, не знам, како вол, например, кој што ќе го впрегнеш и ќе му дадеш работа, и волот кој ќе се изнаработи и после тоа одмара затоа што е уморен. Затоа што се уморил од работа и едноставно му треба да легне и да одмори. Од друга страна, на овцата каква работа ќе дадеш? Нема што да ја дадеш да работи. Во контекст на овца, овој збор значи дека едноставно е задоволна. Едноставно како да чувствува некое исполнување. И знаете, верувам дека на секој од нас му треба, кога ќе го чуеме овој збор одмор, верувам дека на секој од нас му треба одмор. Не зборувам тука за годишен одмор, зборувам за повторно она чувство на задоволство, она чувство на исполнетост. Не чувство на немам никакви проблеми во животот, туку чувство на и покрај тоа што, можеби некој работи не се секој пат како што треба или како што сакам, сепак јас црпам задоволство, црпам исполнување од фактот дека јас му припаѓам на Господ и дека Господ се грижи за мене. На секој човек му треба таков одмор, му треба таков некој спокој. И прашањето со кое што верувам дека може би е добро да се соочиме додека размислуваме на овој текст е каде го бараш тој одмор во животот? Каде го бараш тој одмор во животот? Давид вели јас го најдов мојот одмор во фактот дека Господ е мојот пастир, дека Он се грижи за мене, дека јас му припаѓам на Него. Денес има луѓе кои што тој одмор го бараат во кариерата, во тоа дека се познати можеби на интернет или на социјалните мрежи, во богатството, во парите, во семејството, пријателите, во тоа што другите мислат за нив и како другите ги гледаат и така натаму. Сами по себе некој од овие нешта не би рекол дека се лоши, ама се многу лош извор ако таму се обидуваме да добиеме исполнетост, да добиеме задоволство. Зошто? Бидејќи се менливи, бидејќи денес се вака, утре се онака. А Светото писмо вели дека Бог никогаш не се менува. И има една многу интересна книга, мислам дека спомна во претходната проповед, ако не, ќе спомнам сега, па може би во нека од следните. Нејзиниот автор е човек по име Филип Келер, и Филип Келер во таа книга дава всушност коментар на Псалм 23, на овој текст, ама врз основа на, како од перспектива на некој кој што навистина работел како пастир, навистина си имал своји овци за кои што се грижал. И ако имате начин да читате таа книга, има на англиски, на македонски нема превод, може би на други јазици, ама на македонски нема превод. Ако имате можност да читате таа книга, јас би ве поттикнал, би ве охрабрил да одвоите време да изседнете и да ја прочитате, бидејќи ќе ви даде многу интересни увиди на овој текст. И сега, кога доаѓа до вториот стих, оној за кој што денеска размислуваме, Филип Келер дава
повторно интересен увид во однос на тоа во какви услови овцата може да одмара. Тој вели, знаете што, јас чував овци долго време и ќе ви кажам дека овца не легнува да одмара во било какви услови. И он всушност набројува 4 услови или предуслови кои што треба да се исполнат за една овца да легне и да одмара. Првиот предуслов кој што треба да се исполни за овцата да легне да одмара е дека не треба да биде гладна. На гладен стомак он вика овца не легне да ти одмори. Вториот предуслов кој што треба да се исполни за една овца да си одмара, да ужива така задоволно исполнето, е дека помеѓу неа и помеѓу било која друга овца во самото стадо не треба да има непријателство. Третиот услов е дека овцата не треба да биде нападната од штетници, ама не зборам за грабливци, за волци и така натаму, туку штетници во форма на инсекти кои што знаат да влезат во носот на овцата и да направат сериозни проблеми. И четвртиот предуслов кој што треба да се исполни е дека овцата не треба да чувствува некаква опасност. И тоа мислам дека повеќе се однесува на грабливци од околу. И овие се сите интересни работи кои што јас кога ги прочитав, стварно ми беа така и свикам интересно. Не сум го знаел тоа. Пак сум учел ветерина, ама не сум чувал овци, само сум одел на пракса. И она што е исто така интересно е Келер вели, Филип Келер, дека за да се исполнат сите овие услови, предуслови, како да ги наречете, пастирот треба да се погрижи сето тоа да биде така. Значи овцата пастирот треба да ја донесе до пасиште, добро пасиште. Пастирот треба да се осигура дека нема да има непријателство помеѓу неа и некоја друга во стадото. Пастирот треба да се осигура дека овцата не е нападната од штетници во форма на инсекти. И пастирот треба да се осигура дека било какви грабливци кои што ќе се појават, дека нема да ја наштетат на овцата. И се разбира дека сите овие нешта од животот на една вистинска реална овца имаат примена и за нас денес како христијани. Сите нив може да ги примениме и сите тие се на некој начин една добра слика за да видиме како Господ всушност действува или сака да действува во нашите животи. И ние имаме потреба од храна, така, како христијани имаме потреба од духовна храна. Имаме потреба од тоа да нема непријателство помеѓу нас и некој друг кој што дел од Божиот народ. Имаме потреба од тоа да не бидеме нападнати од некакви штетници во нашата глава кои што ќе ни направат проблеми. Имаме потреба од тоа да не чувствуваме опасност. Еве да речеме да го земе првиот услов или тоа кај што вели Келер дека овцата треба да не биде гладна. Како што овцата има потреба од храна, за да биде задоволна, за да чувствува некој исполнето, за да може да легне и да одмара, така и на верникот му е потребна храна, му е потребна духовна храна, се разбира, потребна ни е храна во фрижидерот, ама потребна ни е духовна храна, како, на овцата и треба духовна, и треба пасиште, и треба кај да јаде, за да биде здрава, така, за да се чувствува исполнето и задоволно. И на верникот му треба духовна храна, за да се чувствува здрав, се чувствува исполнето и задоволно. Како што пастирот на една овца си зел одговорност да ја донесе овцата до пасиште, за да ја даде пристап до храна, така добриот пастир Господ Исус Христос си зел на себе одговорност да ни ја даде оваа духовна храна и ни ја дал оваа духовна храна, наречена Свето писмо. Знаете, одговорноста на пастирот е да ја донесе овцата до пасиштето. А потоа, одговорноста на овцата е да јаде од таа храна до која што пастирот и дал пристап. На ист начин, одговорноста која што Господ Исус по неговата голема милост ја зел во однос на нас е покрај другото да ни даде духовна храна, да ни го даде неговиот збор. Ама наше е
да го читаме. Наше е да ја внесуваме таа духовна храна која што пастирот ни ја дал, до која што ни дал пристап. Ни го дал Светото писмо, ни го дал на наш, на разбирлив јазик, на македонски јазик, и ние едноставно треба да се седнеме да го читаме. Лично, семејно, во контекстот на црквата, и да речеме: еве онаа храна која што пастирот ми ја дал и јас сакам да ја внесувам, зошто, бидејќи тој ми дал добра храна. Знаете, една овца секако ќе биде гладна. Прашањето е дали ќе се храни од таму кај што пастирот ја носи, од таа добра храна која што тој ја дава, или пак ќе се храни од нешто друго. Човекот секако чувствува некој духовен глад да си ја нахрани душата со нешто. Прашањето од каде ќе се храниме? Од Светото писмо, од тоа што Бог ни го дал како духовна храна, или пак, ако може да кажам, од пасиштата на овој свет? Ќе се хранаме од тоа што Бог ни го дал како негов збор, или ќе се хранаме од мудроста и материјалот и содржината кои што овој свет секојдневно ми ги нуди, особено преку социјалните мрежи? Тоа е прашање кое што секој еден од нас треба да си го одговори, бидејќи тоа што го внесуваш, храната што ја внесуваш во голема мера ќе влие на твоето здравје. Така, тоа се однесува и на духовно и на недуховно ниво. Добриот пастир се осигурал дека ќе ни даде добра храна. Ама на нас останува дали ќе ја конзумираме таа храна, дали ќе ја внесуваме, или пак ќе јадеме нешто друго. Повторно, овцата може да ја јаде храната што ја дава, до која што ја носи пастирот, или пак може успат да се касне нешто друго. Ама ако не го јаде тоа што пастирот ти го дава, ако јаде некоја друга храна, може да има сериозни проблеми со својот метаболизам. И затоа треба да размислиме. Што е она со кое што јас се хранам? Што е она со кое што јас ја заситувам онаа глад која што ја чувствувам, онаа глад на душата која што ми бара? Ако ја заситувам, ако го нудам Божјиот збор, Светото писмо, ќе биде задоволна, ќе биде исполнета. Ќе го најде тој спокој во Бога. Ако ја се обидувам да ја хранам со тоа што овој свет го нуди, резултатите нема да бидат такви. Вториот услов или предуслов кој што треба да се исполни за овцата да задоволно да се легне да се одмара, е дека не треба да биде во какво било непријателство со некоја друга овца од стадото. И сега, поради различни причини, во стадото од време на време знаат да се појават такви непријателства помеѓу овците. И она што Келер го вели во таа негова книга е дека овците немаат способност самите да си ги решат тие проблеми, тоа ривалство кое што се јавува, или тоа непријателство кое што се јавува. И затоа одговорноста на пастирот е да го реши тој конфликт. Да ги одвои, да ги трне на страна, ама пастирот во одредена смисла е оној кој што треба да воспостави мир, за да им биде пријатно на сите овци, за да можат со тек на време, кога се исполнат и другите услови, да си седнат и да си одмараат. И ние луѓето не сме нешто многу поинакви во однос на тоа од овците. И помеѓу нас од време на време, поради секакви причини, поврзани со нашата грешна природа, знаат да се јават и ќе се јават конфликти. Може би нема да го наречеме сега непријателство, ама ќе се јават некои чувства кои што едноставно нема да ти биде пријатно да бидеш во присуството на некоја друга личност. Дали е затоа што ти нешто си направил, таа личност нешто направила или кажала и скоментирала, ама факт е дека во бракот, во семејството, помеѓу пријателите, во црквата, од време на време ќе се појави таква ситуација. И сатаната се води според принципот раздели па владај. И тоа се обидува да го направи во секој контекст во кој што се наоѓа верникот. Да има одреден раздор, зашто? За да ги раздели верниците, да ги раздели луѓето или да го раздели семејството. И ако ти живееш во некоја таква поделба во твојот живот, во било кој аспект, во било која област, навистина ќе ти биде тешко да бидеш задоволен во Господа, да бидеш и да се чувствуваш исполнето и онака како, ако може да кажам, да легнеш и да одмараш, односно ти ќе се спиеш, се разбира, ама нешто ќе ти фали.
И како што пастирот треба да интервенира во едно стадо и да ги оддели овците и да ги, не знам, ако можам да кажам, условно кажам, да ги смири, така и Господ е оној кој што кога ќе се појави некаков конфликт во нашите животи, има потреба да реагира. Кога ќе се појави некаков конфликт помеѓу мене и некој друг, оно што Господ сака да го направи и го прави е во моето срце да стави желба да се помирам со таа личност. Да стави желба да побарам простување од таа личност. Да стави желба ако таа личност ми изгрешила мене, да дадам простување на таа личност. Знаете, Бог не создал на многу интересен начин и дел од тој дизајн кој што Бог го ставил во нас е дека ние не можеме да чувствуваме мир во себе, а и со Него, се додека имаме некаков немир со некој кој што ни е ближен. Ние луѓето не можеме да чувствуваме мир и во себе, и со Бога, се додека сме во некаков немир со ближниот. Конфликти ќе се јават, непријателства во некоја форма ќе се јават. Ама она што Бог сака да го направи во животот на верникот е да му даде начин и сила како тие конфликти да се решат, за верникот да нема постојано чувство на тоа дека некој е против него, дека некој му сгрешил, па има некој непростување во него и така натаму. И сега, од таа гледна точка би рекол дека има некои работи кои што во одредена мера зависат од нас, бидејќи Бог веќе ни го дава поттикот, ама во одредена мера зависат од нас. Што сакам да кажам со тоа? Ако имаш некаков конфликт во својот живот и знаеш дека, пример, во тој конфликт ти си имал некаков удел за да дојде до ескалација на таа ситуација, оно што Бог сака да го направи е преку тебе да ти даде желба и верувам дека ти дава желба да бидеш послушен и послушна на таа желба, да побараш простување од таа личност на која што ти си изгрешил и си изгрешила. На тој начин ќе се реши или може да се реши тоа непријателство кое што се јавува, кое што можеби не ти дава мир во животот. Ако имаш некаков конфликт што тебе ти е сгрешено, начинот на кој што Бог сака да интервенира во твојот живот и во таа конкретна ситуација, тој ти дава сила и се надам дека ќе искористиш таа сила да ја простиш на онаа личност која што ти сгрешила. Бидејќи се додека не го решиш тој конфликт, ќе ти биде навистина тешко да чувствуваш онака задоволство и исполнетост во Господ. Ние имаме добар пастир кој што не учи да не живееме во конфликт со другите луѓе. Тоа го пишува во Светото писмо, нели во Новиот Завет, каде што мислам дека апостолот Павле вели колку што зависи од нас да живееме во мир со секој човек. Некој пат луѓето можеби нема да сакаат мир, ама знам дека во моето срце е простено. Во моето срце е расчистена ситуацијата. Сум побарал прошка, сум дал прошка, сум го вратил тоа што таа штета што сум ја вратил, таа штета што сум ја направил, сум ја поправил, ама што се однесува до мене. Јас сум направил со Божја помош, со Божјо водство, се што е потребно за тој конфликт да биде решен. Третиот предуслов е нешто за кое што за овцата да може да одмара. Го спомнав пред малку, повеќе ќе збориме кога ќе го обработуваме стих 5. Ама третиот предуслов е дека овцата не треба да чувствува било каква опасност или штета од штетници во форма на инсекти. Кратко ќе кажам сега, па кога ќе го обработуваме стих 5, малце повеќе ќе објаснам. Која е поентата? Поентата е следнава, дека една од најслабите точки во телото на овцата е всушност нејзиниот нос. Оно што често знае да се случи, особено во пролет, лето, е дека во нејзиниот нос може да влезат инсекти кои што ќе положат јајца. Сега некој од вас може би ме гаднува, ама таква е каква што е ситуацијата. Тие инсекти ќе положат јајца во нејзините ноздри, тие јајца со тек на време ќе родат ларви и тие ларви знаат да прават сериозни проблеми во главата на овцата. Некој пат тоа се манифестира со тоа што ја мрда главата лево-десно, некој пат ја трие главата од земја. Има и случаеви каде што овцата може да почне со главата да се удира од некое дрво или пак некоја карпа, некој камен, само со цел да си помогне некако самата на себе. Нема да кажам многу во однос на ова, ќе размислуваме понатаму, ама само ќе кажам една работа. Некој пат во животот
може да ни сеават некои чудни бубачки во нашите глави, кои што се идеи и мисли, кои што сатаната ги полага во нашите глави, кои што може да ни направат сериозни проблеми. И како што кога овцата ќе стане во ваква ситуација, она не може само да си помогне. Она може да се обиде, ќе ја трие главата, ќе удира главата и така натаму, ама сама не може да си помогне. Треба пастирот да ја помогне. И оно што ќе го кажам сега, само за сега е дека кога во нашите умови ќе се најдат некои мисли кои што не ни даваат мир, некои мисли, некои идеи, некои сценарии од сатаната кои што постојано ни го одземаат мирот, ни го одземаат спокојот и радоста, она што верувам дека треба да го направиме, да дојдеме кај добриот пастир и да побараме помош од него, да се справи преку Светиот Дух, да се справи со секоја мисла, со секоја идеја, со секој сценарио, со се што е во нашите глави, кој што не е според неговата волја. И тој ќе го направи тоа. Мора да се потсетиме дека во такви услови ние не сме безпомошни. Кога ќе се соочува со такви мисли, ти не си безпомошен, ти не си безпомошна. Ако му припаѓаш на Господа, ти имаш добар пастир кој што сака да ти помогне во решавањето на тој проблем. Зошто? За да можеш да најдеш одмор, спокој, исполнување во него. Крајниот услов кој што треба да биде исполнет за овцата да биде доволно слободна, да седне, да одмара, да се чувствува исполнето и задоволно, е дека таа не треба да чувствува каква било опасност од надворешноста, односно ова повеќе се однесува на грабливци, кои што се обидуваат да ја го одземат животот. Повторно, одговорноста на пастирот е да се осигура дека тие грабливци не дека нема да постојат, туку нема да ја наштетат на овцата, дека нема да ја го одземат животот. Знаете, пастирот не е ловџија. Треба да разграничиме помеѓу пастир и ловџија. Пастирот не е ловџија. Не е неговата работа да земе сега на пушка или некој оружје и на 10 километри наоколу да истепа се што е потенцијален грабливец. Неговата задача е да се осигура дека дури кога има грабливци, ако тие го нападнат стадото, се разбира дека тој ќе ги нападне. Ама да се осигура дека овцата од таа гледна точка не чувствува каква била опасност од надворешниот свет. И мислам дека и за нас примената е, би рекол дека доста јасна, доста очигледна, а тоа е дека како што овцата треба да му верува на пастирот и пастирот треба да се грижи за неа, да нема никаква опасност од надворешниот свет, така ние сме повикани да му веруваме на добриот пастир, на Господ Исус Христос, дека ќе се грижи за нас и ќе не заштити. И ова не го велам од перспектива на тоа дека ти само верувај му на Христос и дека ти нема да имаш никаков проблем или никаква опасност од животот, ама нема било кој од тие нешта да ти го одземе животот, да ти трајно да ти наштети. Пастирот не треба да се осигура дека во околината нема да има волци, ама треба да се осигура дека тие волци нема да го земат животот на овцата. Пастирот, добриот пастир не ни ветил дека само ако му веруваме дека нема да има какви било проблеми или неволи или конфликти, ама ни ветил дека ќе не заштити, ни ветил дека никогаш нема да дозволи да минуваме низ нешто кое што е вон силата кој што тој што ќе ни ја даде, нешто кое што ќе не уништи. Добриот пастир го има ветено тоа. И кога нас ни е тешко да го веруваме тоа, кога ние се соочуваме со некаков проблем, со некаква непријатност и кога едноставно велиме готово, ова е поголемо од мене, ќе ме уништи, ние нема да имаме спокој. Тешко ти е да имаш мир кога си кажеш готова сум. Ама кога и покрај тоа што се соочува со некаква опасност, со некаков проблем, знаеш дека тука е мојот пастир и дека тој нема да дозволи ова да ме надвладее, знаеш, тоа ти дава некој чуден спокој. Ти дава некој чуден мир. И во такви услови она личност која што има таква цврста вера во Господ Исус Христос, дека во ред, знам дека ова е тешка ситуација, знам дека е непријатна ситуација, знам дека е криза, ама добриот пастир е тука, тој ќе ме води, тој ќе ме заштити, тој нема да дозволи да минувам низ нешто за кое што нема да ми даде сила и мудрост како да го поминам. Тоа ти дава некое чувство на спокој, ти дава некое чувство на исполнетост, на задоволство. И покрај тоа што минуваш низ нешто кое што реално гледано не е едноставно.
Ама добриот пастир ни ветил дека ќе ни го даде неговиот мир во секоја ситуација. И тој мир им е достапен само на оние кои што со вера пристапуваат дури на тие тешки и непријатни ситуации. Со вера во Господ дека, не сум сам во ова, не сум сама во ова. Како што овцата може да види, оддалечина може да види некој грабливец, ама знае дека се дека пастирот е тука, нејзиниот живот не е во опасност, така и верникот може да види одредена опасност, ама да рече, знаеш што, јас сум сепак во Божите раце. Јас знам дека и покрај се, дека јас му припаѓам на Господа. И знам дека на еден или друг начин тој ќе го направи она кој што е најдобро за мене. Иако, можеби во моментот, не можам да согледам како ова што се случува и најдобро за мене. Ама кога овцата има таква доверба, кога христијанот има таква доверба во Господ Исус Христос, ќе чувствува некој спокој, некој мир кој што овој свет реално гледано ниту може да го разбере, ниту пак може да го објасни. И јас ќе ви кажам искрено дека јас сум склон кога благосостојбата лична или на некој што ми е близок од семејството е нарушена, јас имам некоја таква, кога се соочувам со таква опасност, јас имам некоја склоност да паничам, можеби не го искажувам тоа многу со зборови или така натаму, ама длабоко во себе имам некоја паника, сикам леле сега што ќе се случи. Што ќе се случи сега? Што е следно и така натаму. И со тек на време сваќаш дека верата и паниката не можат истовремено да живеат во твоето срце. Или ќе одлучиш да му веруваш на Бог за таа ситуација, или ќе одлучиш да паничиш за таа ситуација. Или верата ќе ја потисне паниката, или пак паниката ќе ја потисне верата. Ама во таа борба не сме оставени безпомошни, во таа борба не сме оставени без наш избор. Во таа борба со Божја помош ние може да одлучиме верата да ја потисне паниката. Или пак може да одлучиме и паниката да ја потисне верата. Ама тие две истовремено, заедно, не можат да живеат во срцето на човекот. Ја знам дека некој пат се чини многу полесно да паничиш отколку да веруваш. Ама знам дека паниката реално гледано не решава ништо во животот. Верата во Бог, од друга страна, ни дава некој спокој, ни дава да бидеме присебни и ни дава на мудар начин да пристапиме на било која ситуација во животот. Тие се тие 4 услови кои што треба да се исполнат за една овца да може да одмара, да си легне и да ужива. Тие се тие 4 услови кои што треба да се исполнат и во нашите срца, и во нашите животи, со цел да можеме ние да го најдеме тоа задоволство, таа исполнетост, знаејќи дека му припаѓаме на Господ Исус Христос, на добриот пастир. Ако му дозволиме, тој ќе се погрижи сите овие 4 услови да се исполнат во нашите животи. Ако му дозволиме. И потоа Давид вели и ме води на тихи води. Тоа е вториот дел од стихот. Овците сакаат да пијат вода само од мирни, од тивки води. Не од брзи води, не од некоја река која што е брза. Повторно ќе го цитирам Келер, го парафразирам, кој што вели дека ако ти однесеш овца на брз поток, на брз извор, речи си никакви се шансите дека таа ќе земе да пие од тој извор. Ама ако ја однесеш на изворна вода каде што е мирен, каде што е мирна водата, каде што е тивка, овцата ќе си отиде таму и ќе си ја згасне својата жет. И кога Давид вели Господ ме води на тивки води, тој како да сака да каже, знаеш што, Господ, како што овцата има потреба да пие од мирна вода, така Давид како да сака да каже, Господ ги знае моите потреби. И во неговата милост тој ги исполнува тој ги исполнува моите потреби. И знаете, верувам дека ова идеја за Господ ме одмара на зелени пасишта, Господ ме води на тивки води, ја пренесува таа идеја на Господовата грижа преку мирот, преку спокојот, преку исполнетоста која што Бог им ја дава на оние кои што искрено му веруваат.
И верувам дека тоа му е потребно на секој еден од нас. Во одредена мера, во одредена форма. Бидејќи сите ние се соочуваме со одредени нешта кои што можеби ни создаваат некаков немир. Можеби ни создаваат некаков неспокој. И кога ќе дојде нешто такво во животот, верникот, искрениот Христов следбеник може да се врати кај Господ, може да дојде кај Господ и да бара од него исполнување, да бара од него спокој, да бара од него водство, да бара мир од него. И јас познавам луѓе, верувам дека и вие познавате луѓе кои што минале низ толку тешки работи во животот, низ толку, би рекол, големи трагедии во животот, а сепак, по Божја милост, нашле мир во Бога. Нашле спокој во него, знаејќи дека имаат добар пастир кој што се грижи за нив. Можеби не секогаш може да видат или да извадат некоја смисла или логика на тоа што им се случува околу нив, сепак знаат дека имаат добар пастир. И тоа е многу важно. Да знаеш дека имаш добар пастир. Ако се сомневаш во добрината на пастирот, тешко ќе ти биде да одмараш, тешко ќе ти биде да го почувствуваш неговиот спокој. Бидејќи не си сигурен, овој пастир се грижи за мене или не се грижи за мене. Ми го мисли доброто или не ми го мисли доброто. Давид вели, Господ се грижи за мене. Ги знае моите потреби, знае се што ми треба, за да можам да се чувствувам исполнето и задоволно во него. Знае дека ми треба да пијам, како што на овцата и треба да пие од тивка вода, он знае дека мене ми е потребен тој мир, тој спокој и тој ми го дава. И оно што е многу важно да го имаме на ум, додека размислуваме, ајде сега ќе речам конкретно за Псалм 23, дека кога ги читаме овие зборови, јас верувам дека Божјата волја не е само ние да ги прочитаме и да речеме леле колку му било убаво на Давид. Види Давид со колку убави зборови, колку сликовито, колку описно пишува за тоа како Господ се грижи за него. Еве негов пастир е, ги исполнувал сите услови кои што се потребни за тој да одмара, да биде исполнет во Господ, го носел на тивки води. Тоа се разбира дека тоа е символично, кажам, фигуративно е кажано, не дека буквално Давид одел да пие клекнато тивка вода, ама Господ ги знае неговите потреби, ги исполнува неговите потреби. Ние треба да можеме да го кажеме тоа. Тоа треба да биде нашата првична реакција. Ама врз основа на тоа што го читаме од Светото Писмо, да може да кажеме, Господе, и мене ми е потребен Твојот спокој. И мене ми е потребен Твојот мир. Мене ми е потребно да можам, знаеш што, може би имам гладен сум за Твојот збор, да ме нахраниш од Твојот збор, да ми дадеш глад, жет, разбирање за Твојот збор. Има можеби некаков конфликт, некако непријателство со некој, сакам да ја решиш таа ситуација. Може би имам некои мисли кои што се од сатаната, кои што не ми даваат мир. Сакам ти преку Светиот Дух да го расчистиш мојот ум од се што е спротивно на Твојата волја. Чувствувам опасност, некаков неспокој имам во однос на таа и таа ситуација, те молам ти дај ми да ти верувам дека ти ќе се погрижиш за мене. Било што и да е, кој што ти го одзема мирот, кој што ти го одзема спокојот. Јас би ти рекол, дојди кај Господ и побарај. Речи, Господе, врз основа на Псалм 23. Те молам, действувај во мојот живот. Направи го и во мојот живот она што го имаш направено во животот на Давид.